Уште една спортска тема во продолжение, во последниот час од Македонија на аутро, веднаш потоа ќе се префрлиме и на музика, ќе ја запознаете од блиско Тамара Груевска, овогодишната наша представничка на детскиот Евросонг. Почнуваме поред, велам прво добро утро за Ивица Јанев, наш бодибилдер, нутриционист, кој што изминатиот период, изминативе недели, навистина се закити со голем број на титули, кога станува збор за надпреварувачката сезона, која што, верувам, и официјално заврши веќе. И кога го прашав Ивица дали продолжуваме во втората сезона после летото, кажа доста е. А и мислам со сите награди кои што ги освои, доволно е за годинава. Добро утро и добре ни дојде. Добро ве најдов и добро утро. Кога почна, ајде, да фатиме поред прво надпреварувачката сезона, бидејќи ако земам да ги разлистам сите награди кои што ги имаш добиено, навистина се многу, па не би сакал да испуштам нешто. Првиот надпревар беше на 1 април, одма вториот беше на 2 април, тоа беше во Чачак. Првиот надпревар беше Диамантски куп, интернационален надпревар, организиран од IFBB. Да нагласам, IFBB федерацијата е доминантна и број 1 федерација во европските простори. Во светот има IFBB и MPC, доека во Европа е оваа доминантна. Значи, под капата на IFBB се надпреварувам јас. За тие што слушаат, нели, малку да бидат образовани. Доека MPC е во Америка. Според IFBB ова беше првиот диамантски куп што беше во Чачак, интернационален надпревар кој што имаше пријавено точната бројка, не ја знам, околу 150 до 200 луѓе од неколку држави. На тој диамантски куп јас освоив 3 злата, или во класик физик мојата доминантна категорија освоив златен медал, потоа во бодибилдинг до 90 и апсолутен шампион станав на целокупниот диамантски куп, каде освоив 3 злата и освоив и прокарта, доека наредниот ден, прва прокарта е големо достигнување, фактички со тоа ти поминуваш во професионална лига доколку ја прифатиш. Вториот ден беше трофеот на Чачак, исто така интернационален надпревар од отворен карактер, воедно и квалификација на домашните надпреварувачи за балканско и европско. Исто и таму ги освоив 3 злата, бодибилдинг класик физик, бодибилдинг до 90 и станав апсолутен шампион на трофеот на Чачак. Со тоа јас за тие 2 дена освоив 6 злата, 6 скупно златни медали и 2 апсолутни титули, или како што ме нарекоа србите, златен македонец. Добро, ова верувам дека не е само личен твој рекорд, туку и во вакви надпреварување не толку честа појава. До сега се нема случајно македонец да отиде во друга држава и да освои се што има понудено од освојањето. Ја бев првиот. Потоа сезоната ги воодушеви и новинарите таму што како кажа златен македонец. Потоа следуваше македонското државно првенство, каде што освоив злато во класик физик, па беше балканското првенство. Исто и таму освоив злато во класик физик и повтор пат станав балкански шампион, прв пат бев 2019, доека наредниот ден, тоа беше на 22 април, наредниот ден на 23 април беше Херкулес Гран При, интернационален надпревар во Македонија, каде што и таму освоив злато и прокарта во класик физик. После тоа следуваше Санта Сузана, Шпанија, европскиот надпревар, каде што таму освоив сребро во бодибилдинг класик до 180 сантиметри. Прекрасно искуство за мене и покрај тоа што беше сребрен медал, значи прекрасна конкуренција, огромна конкуренција. И освоив злато на мојата доминантна категорија класик физик до 180 сантиметри. Со тоа ја завршив надпреварувачката сезона. Пред некој ден баш излезе официјалната ранг листа во светот и јас сум број 1 во светот моментално. Како резултат на сите досегашни надпревари освоени злата, секој надпреварувач се бодува и од таа листа во класик физик што се околу 90, баш тоа го имав и објавено. Јас сум број 1 и Македонија е на врвот на светот моментално. Да, не само лично твој успех, мораме да го кажеме за се ова што досега го наброевме од 1 април заклучно со последната награда, всушност е и големо признание за Македонија, за македонскиот бодибилдинг, бидејќи си на некој начин и амбасадор на овој спорт надвор од границите. Да надополнам во таа насока, до сега ме немаше никој побарано од државните институции, но ме се јави Агенција за млади и спорт и ми дадоа благодарност за тоа и ми известија, поздрав до нив, дека ќе ме наградат и парично со еднократна парична помош, па ќе нешто да ми надополнат од тоа што јас индивидуално го потрошив, па со Господ напред ќе видиме дали ќе стојат над договореното. Да, добро, сепак одлично е да се добие ветер во грб, да се добиете признание од институциите, но сето ова не паѓа од небо, не ти падна од небо. Сето ова е работа, сето ова е труд. Оние кои што лично те познаваат знаат за твојата дисциплина,
која што ја пренесуваш и на луѓето со кои што работиш. Пред да дојдам тука имам 2 сати тренинг. Да, тоа видов и Савајлево објави, најави дека ќе дојдеш на емисија, 2 часа тренинг. Важна е дисциплината, не само во бодибилдинг, ќе се согласам. Во животот. Во секој спорт, во животот. Да. Кога зборуваме конкретно за спортот. Колку време, што се случува пред да влезеш во оваа надпреварувачка сезона? Ова е твојот лајфстайл, твојот животен стил, меѓутоа пред сезона, пред надпревари сигурно има и посебни подготовки, откажување од многу работи. Вака, ти самиот добро го знаеш, бидејќи лично ме познаваш, секогаш се трудам да допринесам кај сите што ме познаваат и што не ме познаваат, да ширам позитивна енергија и при тоа да укажам дека се е возможно доколку зависи од тебе, индивидуално. Така. Во таа настока, јас уште кога почел да се спремам, тоа беше лани, јас кажав ќе дадам се од себе и ќе дадам форма што никој ја нема видено во Македонија до сега и тоа и го направив јас. А после тоа на европското кој ќе излезам, бидејќи ми беше мене планот поставен уште пред една година, јас можеби нема да бидам најгенетски предиспонираниот, но јас ќе имам форма што никој друг ќе ја нема. И со таа форма јас знам дека ќе се пласирам високо. Сега колку високо не знаеш, така? Бидејќи имаш огромна конкуренција на европското, имаше официјално 45 држави, 2000 пријавени. Значи, лајнапот кога застанувам јас у бодибилдинг класик имав околу 13 души, у мојата категорија кај што се златов имав 11 души. Значи, тоа од преселекција, па полуфинале, па финале. Тоа е необјасливо голема конкуренција. И таму треба ти да си спремен. Не станува збор спремен за Македонија. Значи, збориме за превисока конкуренција, но доколку си ти максимално посветен, ти можеш да го извадиш твојот максимум и ти да видиш најдобар пред се за тебе, а потоа ти да се споредуваш со останатите. На тој начин јас отидов на сите тие надпревари, знаејќи дека јас го правам мојот максимум и секојаш јас одам со крстот на чело и со Господ напред и знаев дека кога јас сум веќе психички и физички подготвен, тоа што е моје ќе си дојде. Дали било прво место, дали било последно, небитно. Битно е јас да излезам во моето најдобро светло. А како ќе биде тоа споредбено со останатите е друг момент. Така, во најдобро светло, носејќи го и се разбира македонското знаме. Така. Ивица, кога споменав и за бодибилдингот, сите овие работи некако и го носат спортот од година во година, од сезона во сезона го популаризираат кај нас. Така. Ако пред многу години за бодибилдингот и не толку многу се зборуваше и ги знаевме луѓето што го практикуваат тој спорт, се согласуваш ли сега дека се менуваат работите и со вашиот пристап кој што го имате? Ќе започнем од ова дека фитнесот веќе е број 1 гранка во светот, каде што е главен и носечки столб веќе на целото здравје. Так. А потоа се пренесува тоа и во општеството. Тоа е една подкултура што од западните држави од Америка доаѓа кај нас. Додека порано јас кога бев средно бев покажуван со прст еве го што вежба, сега веќе сите вежбаат. Да сега ги покажуваат со прсти што не вежбаат. Не вежбаат. И сега сите се трудат да се хранат здраво. Тука не достига моментот на едукација кај нас, или сите знаат гледајќи YouTube и интернет, ама никој уствари никој ништо не знае. Тука е тој момент, инаку еволуцијата оди напред. Сега да надополнам, сега кога ги гледаме и сликите у позадина што вртат, ќе видите дека мојот изглед е многу симетричен, не е гломазен, туку многу складно направен. Ова е таа категорија класик физик или моментално бодибилдингот го напушта оној гломазниот дел каде што е премногу мускули и така натаму. Што би рекло страшно за народот. Туку се оде на таа една симетрија каде од нормалниот човек праве совршенство. И, например, во мојата категорија имаш ти на одредена висина, одредена килажа и тоа не можеш да го поминеш. И затоа бодибилдинг класик физик или златната ера на бодибилдингот моментално е најпопуларната бодибилдинг дисциплина. И сега целокупниот напор во фитнесот оди на тоа да биде симетрично, да биде убаво за очите, додека тој класичниот стар метод веќе се напушта како резултат на низа работи. И еволуцијата секако оде напред, бидејќи скоро секој сака да изгледа убаво. Од една страна, а од друга страна знаеме ние што се случува со холестеролот, крвниот притисок, со дијабетот, тироидните проблеми, неплодноста и така натаму. Значи мора да се фокусираме на нашето здравје, а тие две работи одат заедно.
Така да и одлично ги познаваш тие работи, така да верувам дека следното гостување ќе ни биде токму на тема таа вакви тема, да. совети, да, бидејќи ова беше убав повод да се задржиме на сите награди кои што ги освои значат и за тебе лично и за бодибилдингот како спорт И за афирмација на државата. И за афирмација за државата секако. Ти благодарам, ти честитам, нема да се гледаме за надпревари до крај на годинава, бидејќи кажа доволно е за годинава. Сега се фокусирам на фамилијата, на бебенцето и така натаму. Имаш бебенце, нека е здраво и живо, покажува афинитети од мало за тоа што тато го работи. Па Грегори се вика синот, тој од неговата 40 ден прави кардио со мене секој ден. Па добро, тоа е добро. Значи од мали роза се учат правите навики. Благодарам уште еднаш за гостувањето.